Драго ми е што сме денес пак заедно да простудираме Божиот збор. Темата на денешната проповед ќе биде страшната состојба на човекот. И ова е третиот дел од серијалот, има 4 дела. Нашиот фокус ќе биде само Ефесјаните 2 глава, 3 стих. Може тамо да отвориме на телефоните или во Библијата. Ја уште еднаш ќе го прочитам стихот. Стихот вели, Ефесјаните 2:3, меѓу кои и ние сите некогаш се водевме според желбите на нашето тело, извршувајќи ги желбите на телото и на помислите, и по природа бевме како и другите, чеда на гневот. Ова е 20-23 преводот. Денес, како што кажав, продолжуваме со 3 стих. Предходните пати ги видовме првиот и вториот стих и кажавме дека човекот е во многу страшна состојба. Е во многу мизерна, многу тешка состојба во својот природен, во своето природно битие. Е заробен на гревот, живее во престапи и гревови, заробен е на грешниот систем, кој е генериран од грешници, заробен е на ѓаволот. Човештвото не е болница, каде што се наоѓаат инвалиди, повредени луѓе, болни. Човештвото е една голема гробница на мртви луѓе. Човештвото е едно големо гробиште. И човекот е мртов, е духовно мртов. И тоа што треба да направи е да воскресне. Бог треба да го воскресне од мртвите. Денес ќе видиме исто така уште еден аспект од ова тажна, мртва, болна, мизерна состојба на човекот. А тоа е дека е заробен на својата грешна природа, поточно на своите грешни желби, копнежи, пориви, импулси и надежи. Да почнеме со стихот. Стихот вика, меѓу кои и сите ние. Значи сега Павле ќе се вклучи и самиот себе во оваа каша, во оваа декадентна состојба. Значи не се само неевреите, туку се и евреите. Павле вика, јас и мојот тим и сите евреи се ме исто така синови на непокорност. Предходнијата фраза што во вториот стих ја кажа е дека сме синови на непокорност. Ние не сме нешто посебни, Павле вика. Да, мислевме дека сме посебни, мислевме дека сме синови на Аврам, мислевме дека сме синови на праведност, мислевме дека го се покоруваме на законот и сме безпрекорни и гледавме на другите со презир, гледавме на другите со надменост, се двоевме од неевреите, но увидовме дека и ние сме исти како нив. Синови на непокорност, синови на гревот. Увидовме дека гревот е нашиот татко, гревот е нашето име и презиме, нашиот идентитет, гревот е царот под кој ние се покоруваме. Може би си мислиш, јас сум роден во Македонија, Македонија, библиска земја, тука апостол Павле бил, православни верник сум, следам традиции, следам ритуали, сум крстен, дедо ми бил поп у црквата, татко ми бил поп у црквата. Не сум како другите грешници, јас сум посебен, живеам според традициите и ритуалите на мојата црква.
Сите тие работи, што си роден православен, што си крстен, што си роден во Македонија, што не знам, татко ти бил поп или дедо ти бил поп, што почитуваш празници, слави и други ритуали, нема ништо да ти сменат пред Бог. Исто и ти, како и сите други, стоиш виновен пред Бог за твоите гревови. Целото човештво, сите евреи и неевреи, Павле вика, стоиме виновни пред Бог. Сме деца, сме синови на гревот. Сме чеда на бунтот. Деца на гневот. Потоа, стихот вели, некогаш се водевме според желбите на нашето тело. Значи, сите ние, евреи и неевреи, целото човештво, се водевме според желбите на нашето тело. Се водевме, овде глаголот е анестрефамен, и во својата основна форма има или значи да се свртиш назад, да се враќаш повторно и повторно, да се однесуваш за едно нешто. Зборот се користел во контексти на воени маневри, како на пример свртување на војска или свртување на брод и движење, менување на текот на движење. Во времето на Новиот Завет се користи повеќе дозначи однесување или живење или животен стил или водење. Ефесјаните 4:22 Павле го користи истиот збор и вика, тогаш отфрлете го од себе стариот човек, според кого претходно живеевте, еве го истиот глагол, кој се распаѓа во неизмамливите желби. Значи овде зборот е преведен како живење, како однесување, како животен стил на живот пред човекот да биде спасен. После следниот збор, желби, епитомијас, значи внатрешни импулси, пориви, копнежи, желби. Во Новиот Завет се користи 38 пати, 19 пати се користи од страна на Павле, 2 пати во Ефесјаните, во 2 глава и во 4 глава, и може да означи и добри желби, добри копнежи, добри пориви и лоши. Зависно од контекстот се одредува дали е позитивна или негативна, дали е добра или лоша желба. Например, во Филипјаните 1:23 Павле вика, имам желба, имам копнеж, имам пасија да сум со Христос. Во први Солуњани 2:17 вика, имам желба да сум со вас, Солуњани, да ве видам лице в лице. Значи овде се користи во добар контекст за добри желби. За лоши желби се користи во Римјаните 1:24 и 6:12. Значи е само по себе зборот неутрален, зависно од контекстот може да означи лоши или добри желби. Следниот збор тело или саркс се користи 9 пати во Ефесјаните, Павле дури 91 пат го користи во неговите писма, е доста доминантен термин и зборот само по себе означува физичко, материјално тело и како таков е неутрално морален. Но го гледаме исто така и во други контексти, каде што означува не само физичко, материјално тело, туку ја опаќа и моралната и етичката зона во која тоа тело действува или во него и преку него како действува. Значи објаснува природа внатре или душа во човекот која действува преку тоа тело. Оваа врска меѓу желбите, копнежите и телото ја гледаме во Галатјаните 5, например во 19 и 20 стих,
Павле вика делата на телото, и овде го имаме истиот збор, саркс. Делата на телото се познати. И сега листа гревови, прелюба, блуд, нечистотија, непријателства, кавги, љубомора, јарост, гнев и така натака. Че гледаме во овие стихови дека Павле опишува гревови кои не се само линкувани или врзани со физичкото тело, туку се врзани со нематеријални својства, како на пример љубомора или гнев или непријателство, антагонизам, се случува внатре во душата на човекот, не е врзано со неговото тело, физичко. Значи, гледаме овој збор тело, Павле два пати ќе го искористи во нашиот стих, може да означи или означува природа внатре во телесното тело, во физичкото тело, и се манифестира гревови, или се манифестира таа природа во гревови кои се врзани или се манифестираат преку физичкото тело и преку умствените механизми или размислувањата на умот, на интелектот. Значи, стихот вика на почеток, сите ние се водевме според желбите на нашето тело. Ние постојано се враќавме, се свртувавме, се вртевме во гревот. Живеевме во престапи и гревови. Постојано живеевме, се водевме во гнасни, паднати, декадентни желби, копнежи и пориви. Сега прашањето е, од каде доаѓаат овие желби? Од каде доаѓаат овие копнежи, овие пориви кои го обземаат човекот? Грешните желби или добрите желби доаѓаат од природата на човекот. Грешни желби се генерирани од грешна природа, добри желби се генерирани од добра природа. Желбите или копнежите доаѓаат од самата природа на човекот. Господ Исус во Лука 6, 43 и 44 вика: добро дрво не дава лош плод, ниту лошо дрво дава добар плод. Секое дрво се познава според својот плод. Не се берат смокви од трње, ниту грози од капина. Значи, лошо дрво, лош корен дава лоши плодови. Не може да очекуваме од трње и боцки да дадат грозје или јаболки. Значи, лошо дрво дава отровни плодови, трње и боцки. Добро дрво дава добри плодови. 2 Петрово 2, 27 и 22, Петар за лажните учители вика: подобро ќе беше за нив да не ја познаа патот на правдата, туку откако ја познаа, се отстапија од светата заповед што им беше дадена, нив им се случува поговорката: песот се враќа на својата бујавица и искапената свиња во калта. Прашањето е зошто песот се враќа во својата бујавица и свинчето се враќа во калта. Може да земеме едно свинче, да го избањаме, да го изчистиме, да го намирисаме со парфем, да му ставиме една машна на главата, една обетка на носот и така чисто, намирисано, средано да си го држиме. И моментот тоа свинче кое ќе го пуштиме, што ќе направи? Тоа свинче брзо ќе истрча и ќе се плесне во некоја прљавштина. Ќе се плесне во некоја кал. Ќе истрча и ќе јаде нешто од ѓубрето. Зошто е тоа така? Така е зашто тоа е во неговата природа. Тоа ужива да лежи во калта, во прљавштината, да јаде од ѓубрето, ужива да е гнасно, да е нечисто. Така е и со човекот. Човекот ужива согласно неговата природа. Ужива согласно неговите желби, копнежи и страсти. И човекот може надворешно да се исчисти, морално да биде
праведен надворешно, но внатрешно да има злоба, да има грев, да има сета гнаса. Тоа им вика на Господ Исус на фарисеите у Матеј 23, 27 и 28, им вика: тешко на вас лицемери, вие сте како варосани гробови, чисти, средени, накитани од надвор, но внатре има мртвечки коски и секаква нечистотија. Значи, надвор човекот може да изгледа многу морален, но внатре да има грешни, изопачени, декадентни желби, страсти и копнежи. И тоа го гледаме во индивидуи кои се од други религии. Например, мормоните изгледаат многу морално и чисто надворешно, но внатре има секаква нечистотија, гнаса и злоба. Значи, грешните желби, страсти, похоти, импулси доаѓаат од грешна, падната, декадентна природа. Природа која е одделена од Бог, одделена од неговиот живот и живее во престапи и гревови. Сега јасно е дека гледаме желби, копнежи, страсти во човекот, но прашањето е зошто? Зошто човекот има копнежи, има страсти, има пасии, има желби? Зошто е обземен од овие желби, е воден, е контролиран? Тоа е така бидејќи желбите се фундаментални за неговото битие. Желбите се суштински за човекот. Каде и да погледнеме, како и да го пресечеме човекот, е полн со желби, полнен со импулси, со планови, со страсти. Импулсите за љубов и страв се желби. Желбата за радост, за блискост, желбата да се избегне или стремежот да се избегне болка и да се заштити во сигурност и безбедност се желби. Биолошките апетити на глад, на жед, избегнување на студ, барање топлина, облека, се желби. Интелектуалните нагони за знаење, за разбирање, за мудрост, се исто така желби. Социјалните импулси на познавање, на поврзување, на пријателство, се желби. Дури и духовните наклонетости за Бог, за обожување, за заедништво со истомисленици, се желби. Насекаде гледаме желби, копнежи, стремежи, импулси, пориви во човекот. Тоа е зашто овие ентитети се фундаментални, се суштински за неговата природа. Не може, а да нема желби, да нема копнежи, да нема стремежи, да нема импулси. Живее во тоа. И од тоа живее. Човекот е ограничен и му недостигаат многу работи и овие желби го насочуваат да ги исполни тие недостатоци и тие потреби. Секоја желба има цел, има насока, секоја желба има и се стреми кон резултат. Таа желба да се исполни. Желбата и човекот го насочува вниманието, ресурсите и напорите тие желби да ги исполни. Оваа теза дека желбите, копнежите или страстите се фундаментални, се основни за човекот, ја имаат увидено и нехристијани. Например, филозофот Барух Спиноза во неговата книга Етика пишал отворен цитат: желбата е самата суштина на човекот. Затворен цитат. Исто така и во будизмот, кој е една од најглавните религии у светот, 4 основни или благородни вистини на будизмот ни ја кажуваат централната улога на желбите во човекот. Првата вистина, будизмот кажува дека човекот е полн со страдање и со мака, и тоа го сите може да го видиме. Дека човекот живее во свет
кој е полн со страдање и маки и тешкотии. Втората причина кажува дека резултатот на страдањата и маките, оваа втора вистина на будизмот, е од желбите. Желбите кои се стремат за приврзаност. Човекот страда, се мачи, е во тешкотија бидејќи има желби, има нагони, има стремежи. И сега, третата благородна вистина на будизмот вика, ако сакаш да се ослободиш од страдање, од маки, од тешкотии, треба да ги елиминираш желбите. Значи, кој ќе ги елиминираш желбите, импулсите, копнежите од тебе, ќе немаш страдање и маки. Тоа е третата благородна вистина. И сега, ако ќе размислиме подлабоко, негирањето на желбите, на импулсите, на копнежите во човекот, со цел да се ослободи од страдање и маки, е само по себе желба. Само по себе копнеш. Само по себе порив. Ако сакаш да немаш страдање, немај желби, кој е воедно желба. Така да будизмот во своите есенционални учења гледаме дека е само контрадикторен, но може да видиме главната улога која желбите ја играат во овој систем. Сумарно, желбите не може да се негираат, тие се есенционални, тие се основни за човекот. Човекот нема да постои без желби. Човекот е воден од желби, е контролиран. Тоа може сите да го видиме, да го искусиме во нашите животи. И овие желби, копнежи и пореви се многу силни, се многу доминантни. Тие го владеат и управуваат со човекот. Не е нешто привремено, не е нешто транзитно, не е нешто слабо, туку е силно. Похоти, страсти, желби го движат, го врзуваат, го контролираат човекот. Човекот живее и е воден од желби, од копнежи, од пориви. Желбите на грешната природа носат мизерија, носат тага, носат смрт. Желбите на светата природа, на нановородената природа, носат ослободување и вечен живот. Павле вика, ние сите бевме заробени на грешни желби. Се водевме, трчавме по грешни желби, импулси и пореви. Затоа живеевме да ги исполниме нашите грешни желби. Тие ни даваа причина за живот, причина за постоење. Во Тит, 3 глава, 3 стих, Павле вика, ние некогаш бевме неразумни, непокорни, заблудени, бевме робови на похоти, овде го истиот збор, епитомија. Бевме робови на похоти и разни сладострастија. Живеевме во злоба и завист, бевме одвратни и се мразевме еден со друг. Луѓето се поробени на своите желби. Луѓето се водат и се управуваат од нивните желби. Како што кажав претходниот пат, светот, злобниот систем, создаден или генериран од грешници, креира фреквенција или ритам или секвенца на кој грешниците играат, на кој тие се веселат, по такт по кој тие одат. Ѓаволот исто така креира секвенца, фреквенција, ритам, такт по кој луѓето грешници одат. И сега гледаме дека паднатите желби во човекот, неговите копнежи, паднатата природа која манифестира грешни желби, импулси и копнежи, исто така генерира своја фреквенција, ритам и такт, на кои грешниците се движат. И овие три фреквенции или три секвенции се усогласени, не се поништуваат една со друга, туку се засилуваат и се зајакнуваат
се повеќе и повеќе во човекот. Гревот внатре во човекот излегува надвор, преку неговото тело, надвор е зајакнат, засилен, појачан од ѓаволот и од грешниот систем. И таков појачан, засилен грев вади уште поголем грев од човекот внатре. Па е засилен, пак вади поголем грев. И се создава затворен круг на грев внатре и грев надвор, кој го храни гревот внатре во човекот. И од овој затворен круг човекот не може да излезе, не може да се спаси. Овој затворен круг секој пат го зајакнува, го засилува, го разгорува гревот уште повеќе и уште повеќе секој ден, секоја недела, секој месец. Се создава страшен круг од кој нема бегање, нема излез. Човекот не може сам да се спаси. Коментаторот Есен Бао пишува отворен цитат: однесувањето на животот во похотите на нашето тело покажува дека ова изгубеност не е милнива грешка, недостаток на образование или ниска општествена положба. Ова е сила што го доминира човекот, од која никогаш не може тој сам да избега. Затворен цитат. Овие желби создаваат такви ланци, такво робство во човекот, што тој не може да излезе. Прашањето е зошто? Зошто човекот не може да излезе од овој круг, овој магепсан круг на гревот? Не може да излезе зашто не сака. Тој ужива во овие гревови, ужива во грешни копнежи. Тој живее да ги исполни овие паднати декадентни импулси. Во овој круг човекот не е пасивна жртва, туку е радосен, задоволен учесник. Радосен е да ги исполни овие желби. Тој живее за тоа. Човекот мисли дека е слободен, мисли дека е независен, мисли дека прави тоа што го сака, тоа е точно, но тоа што го сака е гревот и е тотално контролиран роб на ѓаволот, на грешниот свет и на грешната природа во него. Овие грешни желби на телото водат кон непријателство кон Бог, водат кон смрт. Ова робство создава страшна состојба и создава пекол. Гревот во човекот секогаш се мултиплицира. Гревот никогаш не носи праведност. Гревот секогаш се зголемува со своето правење. Значи, лагата носи уште поголеми лаги. Неморалот носи уште поголем неморал. Крадењето носи уште поголемо крадење. Мизеријата носи уште поголема мизерија. Значи, гревот во својата природа е како оган. Се повеќе и повеќе расте, се зголемува. Создава се поголема и поголема мизерија, поголема темнина, поголема агонија. И како ваков го стврднува човекот во својата природа, го закаменува, го прави да е нечувствителен и неразумен кон Божите работи. Злите желби се измамнички и го одделуваат човекот се повеќе и повеќе од спасението. Исто така гревот и го заслепува човекот. Тој да не може да види убавината на Евангелието, тој да не може да види убавината на Христос. И тие нема да дојдат до Христос. Нема да поверуваат, нема да се откажат од своите грешни желби и задоволства, зашто не сакаат.
И ова го гледаме на евангелизација посебно со постари луѓе. Посебно со постари луѓе кои живееле многу години, многу децении во грешни паднати гревови, во грешни копнежи, желби, во декаденција. Гревот толку ги стврднал, ги закаменел, станале нечувствителни, неразумни, станале закоравени. И се во многу страшна ситуација. И тоа им викаме на млади луѓе кои ги евангелизираме. Не чекај ти да станеш постар човек, зашто потешко ќе ти биде да дојдеш до Христос. Дојди сега. Не мисли дека имаш време, зашто немаш време. Гревот ќе те закамени, ќе те зацврсти, ќе те заслепи и нема да дојдеш до Христос. Тогаш ќе ти биде уште потешко. Гледаме дека човекот е воден од желби, живее во желби, е роб на своите желби, копнежи, импулси. Тие го движат и го управуваат, но прашањето е која е најголемата желба? Која е најмасивната желба? Која е желбата која е над сите желби, која триумфира, гази, доминира над сите желби? Која е најголемата, најмасивната, најубавата желба што човекот може да има? Која е врвот и кулминацијата и апексот на сите желби? Дали си се прашал тоа прашање? Живеам во желби, живеам во копнежи, живеам у планови, живеам у мотиви. Секој ден сум движен од некакви желби. Дали од телото, дали од општеството, дали од умот. Која е најголемата желба што може да имам? Која е најголемата пасија и страст што може мојот ум да ја генерира? И човекот има таков капацитет и природа да прави разграничување меѓу лоши и добри, високи и ниски желби. И има капацитет да ја има најголемата, најславната и најврвната желба. Логично, најголемата, најмасивната, најславната желба е желбата за најголемиот, најславниот, најмасивниот, најубавиот. А кој е тој? Тој е Бог. Најдобриот, најврвниот, најубавиот, највеличествениот, најславниот е Бог. Нема никој како Него. Фактот дека желби му се дадени на човекот, му се дадени со цел тој да дојде до оваа најголема желба. До најголемата кулминација на сите желби. Желби му се дадени тој да го посакува Бог, да го посакува Креаторот, да живее за Него, Него да го познае, Него да го најде, Него да му се покори. Да има страст и пасија и копнеш и порив и обсесија за најубавиот, најголемиот, најславниот. Да не се заплеткува со привремени, слаби, декадентни желби, туку својот капацитет и своето битие кој му е дадено да се магепса со овој Креатор. Да го обожува Него. Псалм 42, 1 и 2 пишува авторот како што кошутата жеднее за изворските води, така мојата душа копнее по Тебе, Господе. Жедна е мојата душа за Бог, за живиот Бог. Кога ќе дојдам и ќе го гледам Божјото лице. Авторот вика, мојата душа жеднее по Тебе. Копнеам по Бог, мојата желба е за Бог. Жеден сум за Тебе, Господе. Апостол Павле во Филипјаните 3, 8, 9 и 10 вика, сакам да го придобијам Христос и да се најдам во Него, да го познам Него, силата на Неговото воскресение, да учествувам во Неговите страдања. Христос е тој што ми треба. Како христијани, нашата најголема страст
пасија, желба, импулс, порив, копнеш, треба да е Христос. Дали таа е твојата најголема желба? Ако може да те пресечеме и да го анализираме твојот живот прошлата недела и да ги видиме сите твои желби, дали Христос е твојата најголема желба? Да го познаеш Него, да живееш за Него, Него да го најдеш, Него да го прославиш, Него да го возвеличиш. Дали Христос е твојата најголема желба? Тоа што најмногу го сакаме, тоа што најсилно го сакаме, тоа што е нашата најголема желба, страст и порив, тоа го обожуваме. Тоа е нашиот Бог. Ако најмногу и најсилно сакаме пари, на тоа се поклонуваме. Тоа е нашиот Бог. Ако најмногу и најсилно сакаме телесни задоволства и удобства, тоа е нашиот идол, нашиот Бог на кого се поклонуваме. Тоа што најмногу го сакаме, тоа што е нашата најголема желба, покажува кој е нашиот Бог. Кој е нашиот идол пред кого се поклонуваме. Има идентификација помеѓу обожавателот и персоната или објектот кој тој обожавател го обожува. Тој што обожува станува таков каков што личноста или објектот што го обожува. Ќе повторам уште еднаш. Тој што обожува, значи обожавателот, станува таков каков што личноста или персоната или објектот што го обожува. Ова го гледаме во Псалм 115 од 4 до 8 стихови, каде што се опишуваат идолите и викаат: идолите на нездабожците се сребро и злато, дело на човечките раце, и сега ќе ги опиша. Уста имаат, не зборуваат, очи имаат, не гледаат, уши имаат, не слушаат, нос имаат, не мирисаат, раце имаат, не пипаат, нозе имаат, не одат и така натака. И се 8 стих вика: такви се оние што не ви ги прават и такви се оние што се надеваат на нив. Значи, незнабожците прават идоли од сребро и злато, на нив се поклонуваат, на нив се надеваат, нив ги сакаат, на нив се доверуваат. Но кои се овие кои се опишани? Овие ентитети имаат уста, не зборат, очи имаат, не гледаат, раце имаат, не пипаат, нос имаат, не мирисаат. Кои се овие луѓе што се опишани? Овие се мртви луѓе пред да се распаднат. Значи веќе починале, душата им отишла и уште се на земјата тука, не се распаднале, имаат очи, не гледаат, имаат нос, не мирисаат, имаат раце, не пипаат, имаат нозе, не одат. Се мртви луѓе. Пред да почнат да се распаѓа, да им се распаѓа месото, мускулатурата и да остане само коски. Овие се мртви луѓе. И што ни кажува овие стихови? И кажуваат дека нашите желби, нашите стремежи, нашите пориви ја отсликуваат нашата природа внатре во нас. Ако посакуваме мртви идоли, покажува дека ние сме исти такви. Мртви, без живот, без суштина, без светлина. Желбите за идоли
и актуализацијата на тие желби не само што покажува каква е нашата природа внатре во нас, туку тие не менуваат. Желбите не менуваат, не обликуваат, не прават такви да сме како овие идоли кои ги обожуваме. Ако нашите желби се фиксирани за минливи, материјални, човечко создадени работи, како богатство, како статус, како површни, телесни задоволства, тоа ќе покаже дека такви сме како овие работи, празни, неисполнети, мртви. Нашата најголема пасија и страст треба да е Христос, Него да го обожуваме и Тој ќе не обликува, ќе не менува, ќе не прави како Него. Или ќе не обликуваат мртви идоли, пред кого се поклонуваме, или ќе не обликува живиот Христос, пред кого се поклонуваме. У грешниот човек нема такви желби. И пред Христос, Павле вика, ние бевме мртви во гревот. Ние се поклонувавме на идоли. Ние бевме мртви. И во грешниот човек, тој што не е нановороден, нема интерес. Нема место за најголемата желба. Нема место за Бог. Најголемата желба е отфрлена и заменета за нешто многу ниско. Највисокиот е направен најнизок. Најславното е создадено и е заменето со изопаченото. Океј, после гледаме дека викат Павле живееме според желбите на нашето тело. Овде опфаќа, како што кажав, грешни желби кои се манифестираат преку телото. Но не само тоа, може и природни животински потреби кои ни се дадени од Бог да се изопачат, да станат гревови, да станат страсти на телото. Например, природни потреби како јадење, како спиење, како пиење, вежбање, работа и така натака. Значи, тие може да се изопачат и да станат страсти. Кога гледаме дека тие се страсти? Кога ќе почнат да го доминираат човекот и ќе му станат поважни од Бог и Библијата. Се враќав од Берлин од предмет, пред неколку месеци. У авионот седеше до мене дечко од Австралија, роден во Австралија, македонец, и доаѓаше тука у Македонија на одмор. И почнавме муавет за Библијата, за Евангелието, за Христос. И кажа, да, јас сум верник, јас сум православен и сум доста посветен, рече, пред да летне авионот, се прекрсти човекот. И вика, но немам отворено Библија многу време. Зафатен сум, работам 2 работи, сега земав кредит за стан, па тој се стремам да го отплатам. Немам многу време, но сум посветен. Ја му викам, Исус во Матеј 4 глава, кога е искушуван од ѓаволот, не е јаден 40 дена и 40 ноќи, и ѓаволот му вика, гладен си, еве, направи ги овие камења леп, ти тоа го можеш, ти си Божиот син. Исус вика, не. Човекот нема да живее само од леп, туку од секој Божи збор кој излегува од Божјата уста. Исус вика, за мене поважен е Божиот збор него лебот што треба да го јадам. Иако сум гладен, не сум јадал 40 дена и 40 ноќи, поважен е Божиот збор него храната, него моето физичко тело. И дечкото го прашав, дали Божиот збор е поважен за тебе од храната што ја јадеш? Јадеш 3 пати, може повеќе на ден, а немаш време да отвориш Библија да прочиташ со години? Тоа покажува дека физичката храна ти е поважна од духовната.
Тоа покажува дека Божјиот збор не ти е толку важен, поважна ти се телесните задоволства и телесните потреби. И ова е пример на човек каде што физичките потреби се изопачиле и станале богови на кои тој се поклонува. Станале поважни од вистинскиот Бог. Да, он си направил некој Бог у негова слика, кој е удобен со него, но не го обожува вистинскиот Бог. Матеј 6:33 Господ Исус вика: барајте го Царството Божјо, барајте ја неговата праведност, барајте го Бог прв и првенствено. И сите овие други работи, привремени, храна, вода, облека, физички телесни потреби ќе ти бидат дадени. Но ако тие почнуваат да го доминираат твојот живот и стануваат поважни од Бог, од Библијата, од покорство кон Него, тогаш гледаш дека има проблем, тогаш си во неволја. Тогаш сме во неволја. Друг пример е Лиљана, млада професионалка во IT индустријата, и е понудена напредување. Понудено е директорска позиција. И таа позиција бара да работи долги сати, вклучувајќи и недела, и бара многу напор, што би ја спречило неа да оди у црква, би ја спречило неа да има адекватно време со Бог преку Библија и молитва, би ја спречило да служи у нејзината заедница. Да, тоа би, ако стане она директор, тоа ќе ги задоволи нејзините физички, финансиски потреби, но тоа ќе биде успротивно со нејзините духовни приоритети. И сега, ако она каже да на таа понуда, ќе се види кај се и се нејзините приоритети. Дали е водена од страстите на телото или е водена од повисоки и повозвишени желби. Понатака стихот вели: извршувајќи ги желбите на телото и на помислите. Значи, Павле вика, меѓу кои ние сите ние се водевме според желбите на нашето тело, и сега ќе каже извршувајќи ги желбите на телото и на помислите. Сега користи друг збор за желби. Телемата е зборот, и овде се однесува на волјата, на склоностите и намерите на умот, на интелектуалните умствени процеси и механизми во човекот. Фразата и желбите на телото и на помислите може да се преведе како желбите на телото, дури и на помислите, исто така и на помислите. Значи се работи за желби на помислите, на умот, на интелектот во човекот. Значи сега овој дел ќе го опфати тој аспект од паднатата природа на човекот. Првиот аспект беше телото, телесните пасии и желби. Сега ќе рече не е само и телото, туку е и мислите, и мисловните процеси, интелектот, размислувањето, расудувањето, тоа што се случува внатре во умот, неговите мисловни процеси. И што направил човекот со неговите мисловни процеси? Го отворил Бог, неговиот збор, и го рационализирал гревот како нешто добро и паметно. Тоа го гледаме у Римјаните 1 глава 27. Павле вика, човекот се заблуди у своите помисли. Овде го истиот збор го имаме. Своето рацио, својот ум, човекот се го изопачил и забегал во гревови. Значи, умствените желби, паднати, може да бидат како горделива амбиција, како барање лична слава, статус, признание, љубомора, посакување на успехот на друг, алчност, похотливи фантазии, самооправдување и така натака. Може дури и добра желба да се изопачи. Например, желбата за знаење, желбата за разбирање, желбата за мудрост, која е добра желба, може да се изопачи.
Тоа е првобитниот грев, знаете? Како паѓа Ева? Ева паѓа преку желбата за знаење. Добра желба, изопачена преку ѓаволот и паѓа у грев. Кога добрата желба е одвоена од Бог и од неговата слава и неговиот збор, ќе се изопачи. Понатака стихот вели, и по природа бевме чеда на гневот. По природа бевме чеда на гневот. Зборот по природа, исто го среќаваме во Галатјаните 2:15. Павле вика, по раѓање сме јудејци, а не грешници како незнабожците. Значи овде се работи за раѓање. Овој дел од стихот може да се преведе како и по раѓање или од раѓање бевме деца на гневот. Клинтон Арлонд, коментаторот, вика, отворен цитат, кога Павле вели по природа, има намера да пренесе дека сме го наследили овој статус или состојба уште од раѓање. Значи, уште од раѓање сме, како и другите, чеда на гневот или деца на гневот. Оваа фраза чеда или деца на гневот е фасцинантна. Коментаторите Джемесон, Фасет и Браун викаат, фразата деца на гневот е хебреизам, односно се мисли на предмети на Божиот гнев од детството во нашата природна состојба, како родени во гревот што Бог го мрази. Овој концепт го среќаваме во 2 Самуел 12:5, каде пророкот Натан му кажува сторија на Давид, да го открие неговиот грев на прељуба и на убиство. И Давид вика во 12:5, смрт заслужува овој човек што го направил тоа во сторијата, во приказката. И сега еврејски, буквалниот превод е син на смртта. Значи овој човек што го заслужил, овој е син на смртта. Значи е човек што заслужува смрт. Во 2 Солуњани 2:3 Павле го нарекува антихристот, што ќе дојде синот на погибелта или синот на пропаста. 2 Солуњани 2:3 вика, никој да не ве измами, оној ден нема да настапи додека не дојде од паѓањето и не се открие синот или човекот на гревот, синот на погибелта. Значи оваа личност заслужува пропаст или заслужува погибел. Тоа е идејата. Чеда на гневот, прашањето е зошто Павле не каже сите сме под Божиот гнев? Зошто ја користи оваа фраза чеда на гневот? Оваа фраза е запрепастувачка, бидејќи Павле вика, ние сме поблиску до гневот на Бог, него до што друго било на Бог. Значи сме толку блиску до гневот на Бог, него наместо нешто друго. Тоест, ништо освен Божиот гнев не заслужуваме. Човекот ништо освен Божиот гнев не го заслужува. Бог му се открил на човекот во креацијата, му се открил на човекот во совеста, човекот ги отфрлил и двете, си направил свој Бог и живее во грешни пориви и желби. И не заслужува ништо освен гневот на Бог. Тој е виновен. Ги има злоупотребено благословите и добрините што Бог му ги дал. Божиот гнев во никој случај не е каприциозен или непредвидлив, туку е праведен. И тоа ќе го видиме следниот пат во 4-тиот дел од серијалот за Божиот гнев. Сега да сумираме, значи што гледаме од овој стих? Од овој стих гледаме дека човекот е воден од желби, е контролиран од желби. Желбите се доминантни во неговиот живот. Човекот е роб на своите грешни желби и похоти, дали се тоа телесни или умствени или интелектуални. Тие желби излегуваат од неговата грешна природа и човекот не може да се ослободи од овие грешни, декадентни желби, импулси и пореви. Е во страшна и очајна состојба, бидејќи ги сака, ги љуби и живее
за овие грешни желби кои го уништуваат и го поробуваат и го убиваат. И како ваков е под Божиот гнев, кој во секој момент може да падне, да плесне и да го однесе човекот во пеколот. Сега, прашањето е што може да примениме од овој стих за нас како христијани. Кажав дека има голема врска, има идентификација меѓу желбите и идолите во нашиот живот. Секој проблем во нашиот живот како христијани може да се сведе на некој идол во нашето срце. Секој проблем. Така да во оваа примена ќе видиме неколку тестови, 6 на кратко тестови и прашања како може да детектираме идоли во нашите срца како христијани. Првиот тест или желба е едноставен и вика ако имаме желба и посакување за нешто што Бог не го одобрува. Значи ако имаме доминантна желба за грев, ако имаме пориви, нагони кои се контролирачки во нашиот живот, да одиме против Библијата, тогаш очигледно има некој проблем. Имаме идол за тоа што го посакуваме. Вториот тест или прашање е имаме желба за нешто што Бог го одобрува, што Бог кажува е окей во Библијата, но таа желба е толку голема што човекот паѓа у грев да го добие тоа. Станува безбожен. Например, имам желба да имам поголема плата на работа. Реално ми треба поголема плата, дома немам доволно средства да гледам фамилија. И сега, таа желба е добра, да ми се зголеми платата, но ако не добијам зголемување на мојата плата, ќе паднам во грев. Ќе паднам во лутина, во депресија, во очај. И кога ќе отидам на интервју, например, за друга работа, и таму лажам дека сум направил тоа што не сум го направил, да се покажам во подобро светло со цел да добијам таа повисока плата, тогаш има проблем. Тогаш реално се поклонувам на идол во мојот живот. Третото прашање или тест е желба во форми на очекување. Очекувањата се навистина расадници за идоли. Значи, ако не го добијам тоа што го очекувам и тоа што мислам дека мене ми следи, ќе паднам во грев, во мисла, во дело или во збор. Например, после тежок, напорен ден на работа, сопругот вози со кола на кај дома. И у мислите си очекува, дома кој ќе стигнам, очекувам жена ми да ме пречека со топла преградка и со убава вечера. И тоа цело време си мисли кога ќе дојде од работа. И е радосен, леле, кога ќе дојдам дома ќе биде супер. Доаѓа дома, жената плесната на тросет, заморна, цел ден трчала по децата, ниту го прочекува, нити ништо. И му вика, нема вечера, има у фрижидерот пица од вчера, можеш да си земеш. И човеков, како ќе реагира на ова очекување, ќе покаже дали има идол во неговото срце. Ако почне да вика, почне да навредува жената, почне да падне у грев, да се љути, тогаш гледаме дека има идол од тоа очекување. Четвртиот тест или пример е очекување или желба во форма на права. Јас заслужувам, имам право на тоа, на нешто. Имам право да сум среќен во мојот живот, имам право да сум успешен, имам право да сум почитуван, имам право да сум здрав, да ми е удобно. Значи право. Право на ова, право на она. И ако не сум среќен, ако не го добијам правото да сум почитуван, да сум сакан, да сум среќен,
да сум успешен, како ќе реагирам? Ако направам греф, кога моето право не е исполнето, тоа покажува дека има идол во моето срце. Знаете дека единственото право што го имаме е да гориме у пеколот. Тоа е единственото право. Немаме право на ништо. Сме грешни. Се е благослов, се е милост, се е поклон. Ние немаме права за ништо. Петиот тест е желби за безбедност, смисла, среќа, исполнетост и радост. Прашањето е каде ја наоѓаме нашата смисла, нашата радост, нашето исполнување, нашата среќа. Дали во авторитети, во пари, во други личности, во телесни задоволства или во Бог. Ако ја наоѓаш твојата желба, твојата исполнетост, твојата среќа, твојата радост, твојата смисла во нешто друго освен Бог, има идол во твоето срце. Вага ќе испадне имаме еден куп идоли. И реално имаме. И затоа ни треба Христос да не менува и ни треба Христос да ги откорнува овие идоли во нашето срце. Шестата и последна е желби водени од начин на размислување кој е конструиран од неправилно тумачење на Библијата. Значи, земени неколку стихови, направено гледиште и разгорени желби од тоа гледиште. Например, Филипјаните 4:19 вика Бог ќе ги задоволи сите ваши потреби. Океј? 1 Тимотеј 5:8 вика грижете се за вашиот дом и фамилија, финансиски, а кој не се грижи е полош од неверник. Е сега некој ќе ги земе само овие стихови без разгледување на други стихови и ќе се опседне со финансиска стабилност и материјални благослови. Ја мора да сум финансиски стабилен, сигурен и да имам материјални благослови. Ако тие желби, тие пориви ти станат доминантни, ти станат поважни од Бог, поважни од духовното богатство, поважни од следење на Него, и ја наоѓаш својата безбедност и сигурност во финансиска стабилност, тогаш гледаме дека има идол. Така да преку овие 6 тестови може да ги анализираме нашите желби и да видиме, да детектираме идоли во нашето срце. Идолите во краен случај се резултат на недоволно познавање на Бог и недоволно познавање на Неговиот збор. Тоа е сума сумарум. Бог да ни помогне преку овие 6 тестови да ги видиме нашите идоли како христијани и да ги откорнеме, да ги фрлиме, да ги запалиме во нашиот живот. Да се помолиме. Господе, фала Ти Боже, што ни откриваш, ја разоткриваш нашата душа, нашето срце, преку Твојот збор. И гледаме дека далеку сме од тоа што треба да бидеме. Обично нашите срца се бездни на идоли и фабрика на идоли, само генерираме идоли. Се моламе Боже да ни опростиш, што не те обожуваме Тебе секогаш, цело време, нашето срце не е чисто. Туку сме заплеткувани многу често идоли. Многу често те заменуваме Тебе како најубавиот, како најславниот, како најдобриот, со други безвредни работи, со други празни личности, со други привремени ентитети. Ти си најубавиот, ти си најдобриот, нема никој како Тебе.
Те молиме, Боже, да преку Твојата добрина и благодат да не просветлиш, да не просветиш, да не промениш и да бидеме полни со Тебе, како што океаните се полни со вода. Бидеме полни со Тебе, како што сонцето е полно со светлина. И да бидеме полни со Тебе, Боже, како што атмосферата е полна со воздух. Ти, Боже, е тој што ни треба, ние Тебе те посакуваме и прави не како Христос. Те молиме. И во Негово име се молиме. Амин.